Минатогодишната трагедија во Кучани остави траги на целото население, особено врз младата популација. Промени во однесувањето, страв, намалена концентрација е само дел од она со што се соочуваат младите, а пак родителите се загрижени при секое излегување на децата во диско клуб, концертни и спортски сали, посочуваат психолозите, потенцирајќи дека се достапни за разговори и поддршка, бидејќи процесот на заздравување и исправување со ваков трагичен настан бара време. Повеќе детали од изјавата на Александра Милевска, дипломиран психолог и семеен и системски советник. Многу мина очекуваа дека болката ќе се намали или ќе помине, но реалноста не е таква, бидејќи трагедијата и траумата не следат никаков календар. Посебно ова се однесува за семејствата кои загубиле близок или имаат повреден член. Кај семејствата кои загубиле свој близок се јавува често еден така наречен втор бран на тага. Првите месеци заедницата е присутна, поддршката, сочувството, има луѓе околу нив, но со текот на времето сите си продолжуваат со своите животи, а овие луѓе остануваат сами со својата болка и празнината која загубата ги оставила. Семејствата на повредените пак постојано е присутна грижа, неизвестност, емоционална исцрпеност и стравови за иднината и здравието на своите блиски. Да не ја заборавиме и пошироката заедница, како што спомнавте веќе, а тоа се првенствено родителите кои се загрижени и имаат стравови за своите деца, посебно кога излегуваат на јавни места затворени, како што се дискотеки, концертни и спортски сали и други простории полни со луѓе, бидејќи оваа трагедија, овој настан го наруши чувството дека светот е безбеден и предвидлив. И тие се соочуваат со се помеѓу потребата да ги заштитат своите деца и да им дозвола да го живеат својот младалашки живот. Кај младите исто така се забележува промена, односно промени во однесувањето, како повлекување, анксиозност, стравови, потешкоти со концентрацијата, и тоа е поради тоа што светот, како што го знаеле дека е безбеден, и не е баш така после овој трагичен настан. И ова се нормални реакции на младиот човек да се соочи со болната реалност. Тука голема задача имаме ние како заедница, да не се обидуваме да ја намалиме или поправиме болката на овие луѓето, затоа што нема да исчезне преку ноќ и една година е релативно краток временски период. Тука сме да сослушаме и да бидеме присутни, бидејќи поврзаноста, поддршката и самото изслушување помагаат процесот на заздравување да тече поприродно. Ова нема да исчезне, нема да се намали, но потребно е да им се дозволи на луѓето да не ги обземе болката и да го живеат секојдневието со мала доза на оптимизам за својата иднина. Ние, психолозите, сме тука и нудиме поддршка на овие луѓе. Постојано се јавуваат и засегнати луѓе кои загубиле свој член, кои имаат повредени, но и загрижени родители, како што спомнав пред малку, за своите деца, исто така и младите. Достапни сме за разговор, за поддршка, бидејќи овој процес на заздравување и справување со ваков трагичен настан бара време.